Донирањето орган од близок во моменти кога го губите е нешто кое што веројатно не може да се опише со зборови. Но трансплантацијата на органи од починат донор, барем во изминатите 3 години, покажува дека во земјата навистина има хумани луѓе. Токму ним им ги посветуваме следните минути разговор со докторката Маја Мојсова-Миовска, национален координатор за трансплантација на органи и ткива. Докторка, во пандемиската 2020 година имавме за прв пат трансплантација на срце од починат донор. Лани трансплантација на коскени ткива и годинава успешна трансплантација на црн дроб. Ако ги погледнеме бројките, делуваат охрабрувачки. Дали порасна свесноста кај луѓето за важноста од донирањето органи? Мислам дека порасна свесноста. Реално, со оглед на тоа колку повеќе имаме донации, може би не е таа некоја импозантна бројка која што ќе се трка со европските земји, значи, но во секој или Америка, но во секој случај имаме зголемување на бројката и свесноста. Она што е впечатливо најмногу за мене, дека во суштина семејствата веќе знаат за што зборуваме. Јасна им е процедурата, може би не целата процедура, но јасно е што правиме и што докажуваме и што на крај ние во суштина и бараме од нив, кога ќе докажеме мозочна смрт. Генерално, веројатно сте вие исто многу една важна карика во подигањето на свеста, нормално трансплантациите сами по себе има голем импакт врз медиумите, а медиумите врз граѓаните на нашата земја, па во секој случај тука сме некаде заедно во однос на градењето на некаква свест и градењето на мислење во однос на оваа тематика. За жал, пациенти во светот има многу што чекаат органи, не може да се достигне нивото колку е потребата поголема, не може да имаме толку органи, но во секој случај мислам дека и нашите граѓани заслужуваат да бидат ставени на листа на тие што им откажуваат органите и да имаат можност да добијат органи и да имаат квалитетен живот. Повеќето од операциите кои што се направени се практично од пациенти кои што доживеале мозочна смрт. Може ли да ни го опишете процесот? Како изгледа процесот кога убедувате некој кој што го изгубил својот најблизок да донесе една таква тешка во моментов за него одлука и да ги донира органите за пак да спаси, за некоја поголема цел, да спаси нечив друг живот? Веројатно тоа е најтешкиот дел и за мене и за колегите кои што работиме во овој процес. Прво, сите пациенти се со мозочна смрт, значи се дарува од мозочна смрт, не повеќето, туку се сите пациенти мозочно мртви. Тие лежат во интензивните лекувања поради некаква случување во мозокот. Може да е повреда, но може да е и крварење, може да е инсулт и така натаму други случувања во мозокот, кои што мозокот сам по себе се наоѓа во черепот, каде што е тесно местото. И кога ќе се случи некаков настан, како крварење или инфаркција, тој мозок отекува и во суштина некои пациенти се за операција, некои не се за операција, некои преживуваат после операција, некои не. Генерално, тоа што ние го работиме во суштина отвореноста и искреноста со семејствата и во текот на лекувањето. Тоа е многу важно да сме искрени во текот на лекувањето. Не значи дека веднаш доаѓаме до диагноза мозочна смрт. Тие се лекуваат прво пациенти. Ние гледаме да го спасиме мозокот, како што гледаме да ги спасиме и сите други органи, човекот како целост, но доколку тие не можеме промените да делуваме на нив, ние ги водиме семејствата во однос на тоа дека е лоша состојбата, дека според нашите клинички знаци имаме сомнение за мозочна смрт и дека правиме додатни испитувања. Ги водиме баш од истата причина да знаат што работиме, сме транспарентни, сме отворени за секакви прашања што имаат и тука ги имаат најголемите дилеми. Што значи мозочна смрт, дали ќе преживее, дали е тоа кома, се сосема различни диагнози. Семејствата се наоѓаат во реално многу тешка ситуација. Тоа е можеби во истиот момент во кој што губите свој и треба да одлучите за дарување. Некогаш им треба повеќе време, зависи. Секој семејство своја приказна, Некогаш се
толку свесни семејството што вика да, добро, да, знаевме, не водевте, знаевме дека веројатно вака ќе дојде до тоа. И реално брзо ја носат одлуката, некогаш споро ја носат одлуката. Ние имаме некој законско право и не само законско, туку и професионално право да во 6 сата ќе мора да одлучат во однос на дали ќе даруваат или нема да даруваат. Реално она што мене ме радува дека и во разговорите што ги водиме не е само можеби да не даруваат. Еве и да не даруваат и да одлучат да не даруваат, ама разбираат што зборуваме. Мене тоа ме радува. Значи комуникацијата на нивното разбирање за процесот, дека го разбрале процесот и дека знаат за што се работи, да, можеби конечната одлука ќе биде не, ама разбираат за што зборуваме. Мислам дека ова е единствен процес во кој што стварно човечката добрина и благородност се гледа. Лесно се дарува на некој што го сакаме, што ни е близок и што ни е драг. Но во вакви случаи тие не знаат на кого даруваат. На крајот на криштата ние на крај и ние не знаеме во тој момент. Ние после ги бараме листите, ме сваќате? Така, да. Докторке, долга ли е листата на пациенти кои што чекаат трансплантација на некој орган и воопшто тешко ли е да се најдете на таа листа? Има пациенти многу, поготово за бубрези, тоа е поголема бројка, кои што се пациенти на диализа, но не сите од тие пациенти на диализа можат да бидат приматели на орган, поради други комплексни здравствени состојби. Значи, постојат протоколи кои што може да влезе на листа. Не се влегува тешко на листа, туку треба да... Каде е тешкотијата во суштина на влегување на листата? Дека примателот кој што веќе сака да влезе на листата треба да се испита по системи. По системи според една чек-листа во кој што ќе треба да се заклучи дека стие тоа, дека се е тоа солидно и дека одговара на критериумите кои што сме ги поставиле. Не, ние ги поставиле критериумите и во Европа, значи истите критериуми. И кога нормално да се направи имунолошките испитувања со оставање серум на Институтот за трансфузија, за да можеме ние кога имаме донор да го мечуваме. Целиот процес е малце потежок, затоа што побарува додатни испитувања нели кај пациентите, па креирање упати, па сега сме ние на идеја да отвориме амбуланта која што ќе работи само со диализните пациенти за да можат побрзо да се процесираат, за да се стават на листа. Можеби некои од нив ќе се стават на листа, можеби некои нема да бидат соодветни, ме разбирате. Нема да можат да бидат приматели затоа што ќе го загрозиме животот нивни. Ме разбирате? Да, значи зборуваме, мора да се измери работата, што добиват, што губат. Трансплантираме за да пациентите бидат работоспособни, општествено одговорни, за да имат квалитетен живот, така. Тоа е во суштина трансплантацијата, но доколку имат некакви други заболувања кои што може да ги загрози, ние не би ги загрозиле. Значи, пациенти на листа за бубрези се многу, ја мислам дека и не се допроцесирани уште истите. За црн троб се некаде 15, не им сметам дека веројатно има малце повеќе од тоа што ги гледаме ние. Сега веројатно ќе треба нови да се направат скрининзи. А за срце ни е мала листата, бидејќи пациентите кои што побаруваат орган, односно срцето, кога веќе им е во крајна фаза на работењето, па имат и друг можност да се стават нели тие девајси, како што ги нарекуваат модерно. Уреди. Да, или не знам како би се превело тоа на македонски, апарат кој што им ја подобрува функцијата на срцето, кои што исто така ги надминуваат овие проблеми. Така. И за крај, почнавме со таа свесност која што за среќа расте, со која се истакнува важност од донирањето органи. Ваши колеги знаат да кажат дека веројатно е потребно некаков поорганизиран пристап од здравствените власти во насока на некаква ангажирана кампања со која што би ја истакнале важноста на донирањето органи. Се планирали, ја кажавме и улогата на медиумите, меѓутоа тоа очигледно не е доволно. Се планирали некоја таква кампања и очекувате ли таа да биде успешна, да ги донесе резултатите кои што ги сакаме? Кампања е секогаш потребна за било која област во која што сакаме да подигнеме свест за нешто, нели, да се соочиме со проблеми кои што не се само здравствени и социјални, нели. Генерално кампањите, ние ги немавме, единствена кампања беа нашите трансплантации. Во суштина, медиумското известување за трансплантациите беше најголема кампања, што повлече гостувања на телевизии, мое па и на
лекарите од тимот, нели, кои што работиме заедно како болничките координатори, па од другата страна, нели, тие што трансплантира и така натаму. Па се говореше многу во овој период, па и некако сметам дека и имавме кампања. Кампања како кампања нас не е смислена, нема да се надевам дека ќе најдеме и медиум во кој што ние би ја оствариле таа кампања. Исто така една од кампањите кои што јас сметав дека е многу важна да допреме до децата, не може би најмалата возраст, кој што може би не може да ја разберат, туку да допреме до средношколците, па ќе побараме во наредната година и од Министерството образование да се вклучи во тоа. Еве да почнеме од Скопје до град Скопје, нели, пошто средните училишта се под град Скопје, да допреме до нив, да направиме некакви дебатни, нели, панел дискусии во кои што и тие ќе прашаат, ќе дознаат за проблемот, што се случува, како се случува, кога се случува, не е секоја смрт за донирање, нели. Така да имаме идеи, дали тоа институционално ќе го успееме да го оствариме, стварно не можам да ви кажам. Исто така, она што е многу важно да се отвори административниот дел, системскиот дел кој што ќе треба да се одработи во институциите како што е Министерство за здравство, кој што ќе опфати малце повеќе профили на администрација за да го поддржат овој цел процес и за да можеме да имаме и некаква соработка надвор од земјата, нели, во однос можеби и за едукација, ама можеби на некој друго ниво. Тоа се некои мои визии кои што ги имам. Дали ќе се остварат, јас стварно не би можела да ви кажам сега во моментот, дали ќе работиме на тоа. Доктор Мојсова Миовска, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам уште многу успешни трансплантации. Благодарам и на вас.